Одвратно е она што Бугарија и го прави на Македонија, порача шефот на унгарската дипломатија Петер Сијарто од македонското МНР. За него е страшно што официјална Софија го блокирала писмото со кое државава требала да ги започне преговорите. Не споменувајќи ги уставните измени, јасно кажа дека Македонија неоправдано е жртва на уценети условувањата од Софија и дека заслужува веднаш да ги започне преговорите. Ова е страшно е што Бугарија го блокираше писмото кое требаше да се испрати на Северна Македонија пред неколку недели. Северна Македонија е земја кандидат веќе 18 години и во 18 години со кандидатски статус и да не може да ги започне преговорите е одвратно и тоа покажува непочитување кон земјата, особено во ова време. Сијарто удри по Бугарија и околу таксата за газ, вели тоа било недозволив потек од страна на официјална Софија, зашто Унгарија ќе бари санкционирање кон бугарските власти. Тоа е чекор на непријателство, тоа е акт на непријателство од страна на Бугарија и без никакви преговори тие дојдоа до оваа одлука и оваа одлука можеме да бидеме сигурни дека ќе загрози безбедноста на снабдувањето со електрична енергија за Унгарија и за Северна Македонија. Унгарија е веќе подготвена да даде соодветен и одмерен одговор во рамките на Европската унија. Додека Сијарто не ги ни спомена уставните измени, за нив се фати шефот на македонската дипломатија и покрај европските пораки дека треба многу посериозно да се фатиме за подобрување на условите со корупцијата и во правосудството. За Бујар Османи главна пречка кон неу ни биле бугарите во устав. Она што недостига во моментот во оваа сложувалка за забрзување на нашето пристапување во ЕУ се уставните измени, зашто уште еднаш апелирам до опозицијата да не ја отфрла оваа единствена можност која што е пред нас. Следната година, во второто полугодие, Унгарија ќе претседава со Европската унија и очекувам, како и до сега, Унгарија силно и гласно да ја поддржи нашата евроинтеграција. Европскиот напредок на земјите од Западен Балкан ќе биде една од главните цели на унгарското претседателство со Унијата следната година, кажа Сијарто.